Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив, емисија за Куманово. Денеска наши ваш гост е позната кумановка Гордица Величковска, која ќе има да каже доста интересни работи за свој богат живот, за минато време у Куманово и за Скопје. И мене ми е драго што ќе разговарам со таква особа. Гост, здраво живо, како си? Здраво, Маријане. Мене ми е многу драго што ме покани моја Куманово, што ме лично ти покани и овој не е веќе за кратко време друг проект. А како викав, ќе не уапе змија и трети пат ако нема, мора и на трето место негде да се. Имате ли носталгија за Куманово? Апсолутно. Апсолутно. На толку мало растојание се Скопје и Куманово, а дешавало се години некад да не дојду. Не затоа што не сум сакала, него едноставно тоа е трка за живот, знаеш, не треба да објаснявам. И свако доаѓање ми е затрепери срце, што се вика. Ти Куманово памтиш по многу убави работи, детството ти е прошло, стекнала си многу другари, другачке. Живот е бија доста интересен за млади генерации у тој период и имаш убави спомени од наш град. Апсолутно. Јас сум, значи, родена Кумановка. Роден е и мој најстар брат у Куманово по некој случај. Татко ми е бие како Максим Горки. 40 професија Максим Горки променија, па ја мислам дека и татко ми е тој негде бие, тако и да куде е ише на службе како е било тој време за бивша Југославија. Тамо со се и некои деца раѓале. Иначе, ја, како што го знам концепт на ваша емисија, повише ја да збору, а повише фотографија. Еве, имам тука некоја амбиентална фотографија за прослава на 2 мај. Увек се е ишло вруќа вода. И која тој гунгула. Ти га памтиш 2 мај, тоа е било многу интересно, ишло се на вруќу воду. Да, апсолутно. Организирале се родители, било убаво. И мало е задолжителен некој протокол, кога ќе ми текне. Варени јајца, сол обавезно кибритарку. Црвено солче. Црвено па и бело, ама конзерва, местни наред за клипоштета и обавезно е проблем да се отвори. Тоа е било увек узбудливо, а задолжително не е имало како сега нели што се оласнати некои работи. Јас сум тек на факултет научила да отварам конзерву се смало ношче. Тоа е цела наука била. Кажи ми, како е било детство, еве, знаеме... Еве, јаш една интересна фотографија, уметничка фотографија, не знам која е нова фотографија, во наша домашна архива е убаво да се види стара фотографија. Стара и уметничка фотографија на Гасоју. Сега, јас сакам кратко да спомну како, пошто сам ја родена, како е, овој е мој дедо, Ѓорѓи, на татка ми татко. Многу интересна фигура, значи он е бил обожаван од сите нас деца, 4 деца смо ми биле, 5 смо биле, една најстара сестра не умрела. Дедо ми Ѓорѓи е од Богданце роден, али каде било рат, локализирале су ги ради рат овдека, али баба Стојанка ga превари. Дедо ми бија малолетан чак, а она е веќе била удовица. Умрело во и дете и муж, ама толку била добра и посебна што го задржив свекорот и свекрвата. И го зимаат, го посвојуваат дедо ми за да ја оженат под услов за снаата, што е приказно у Библију оваква приказна има. А што е работеа ваш дедо? Мој дедо е бија газда. Трговац? Не трговац. Земјоделие, ама кажувале су мајка ми, татко ми, по 18 момци од Куманово су ишле да им собира влетину само. У Шупликаме. Пола село било нема. Сега земамо денационализација. Ово е негов брат да га спомну у Дојран, у Богданци, што ја останаја. Значи, на дедо ми, по татка ми род ние тамо. Еден брат и татко ми имаше еднога брата. Еве га, тој е дедо Ванчо, баба Олга и мојот братучет Митко, кој почина за жал. Баш ми е драго да прилика да го споменам. Само да кажеме на нашите гледачи дека ми овде имамо пуно слики од стари Куманово и ќе ги прикажеме со задоволство. Да, пошто су интересни стари фотографии сочувани. Овдека е мојот чичко Цанко и стрина Перса отидени таму во фамилијата во Богданци, Дојран ги шетале. Значи, тоа е таа приказна како е дојден татко ми. Он е роден во Шупликаме, ама дедо ми од Богданци. Колозов Ѓоко беше глумец и Шенка тука и он беше од Богданци и со татко ми се нашле дека се земјаци и беа посебни пријатели. Интересно судбина како живот спаја. Еве го мајка ми од младост. Ја сега покажам фотографија од вашу мајку. Мајка ми у ношњу.
се с бабу ми, ово е ујна ми, сви су покојни нормално и ово е моја сестричка која никој не го е запознае, пошто е прво дете била и после смо ми сви дошле. Мајка ми како икона, убава жена, гледа се на фотографија, али сакам да кажам што е интересно. Овдека е у селско носију, а мајка ми е родена паланчанка. Чак е прво оделение учила у Паланку, школу. Еве колку е стара слика. Овдека су татко ми и мајка ми. Ово е татко ми. Еве го мајка ми дозади. Веќе имав градски манир, нели? Тој е од ноштју како се прилагодuje, али лако е кад си роден, што се вика памтиш до 7 години. Значи татко ми е овој, доле. Еве га господин човек, еве го мајка ми дозади. Ово е брат ми Стојанчо у морнарско оделце, знаеше да каже, мајка ми многу га дотребала, пошто прво дете им умрело, па друго дете, а и била е у ситуацију. Ако где е сликано, знаеше прилики? Ово е у Проевце сликано. У Проевце. Пошто баба ми, тој сакаше да каже сега, мајка ми е родена паланчанка, кажа, и учила школу први разред. Али баба ми се преодала у Проевце. За дедо ми доцета и такој су девојка е пораснала и такој се после се татка ми земале. Тоа е мајка ми веќе граѓанка. Тој веќе татко ми работи. Татко ми значи е бија прва работа му е била војно лице. Бија активиран. У најтежак период после ослободување на албанско граница работеа горе, ростуше, битуше у села и замислите што е интересантно, ја како новинарка млада кад беше у телевизија, таму иде да снимам емисија и случајно викам леле татко ми е многу кажуваја за ростуше и најде луѓе кои ga памти во тој време каде он бија таму официр. Али да е остав у татко ми, па е бија после тој и бе каде било цариник на бугарску граница. Мајка ми стално му викаше, у тој период мајка ми стално се фалеше како она носила змиску кожу кондуре и крокодилску кожу кондуре. Од Бату само. Италијански бренд тој време. Значи привилегувана жена е. Ја не, кад не су имале луѓе леп да едев. Да, они су. Ама живот иде, знаеш како? Живот иде горе доле. Да. Значи прво татко ми е роден у богатство. Дедо ми е бија помлад од баба ми 16 години. Зашто? Била е богата баба ми. Така е. Била е богата. Сега. Ово е сакам овој слику малку да. Овдека е татко ми Коце. Коце кебаб га викасва. Зашто га викасва кебаб? Зашто работеше на Скаро. У Симерони, хотел Куманово, во е Црногорац, ја мислам чувени кафана, како што е Сак Бабацана на време, и ексклузив како што е на време, е била Црногорац кафана. Али овдека се црногорци учив занат, мислам, работале се за плато, нели? Татко ви бие добар мајстор за кебапи. Како не, затоа се га кебаб крстиле. Коце кебаб и на плакатот каде умре Бог да го прости пише ама му Коце кебаб. Да, и тој време Црногорац е бил исто прочуен по Скару. Сега, овдека е татко ми сликан у двор, у наша куќа. Неверојатно, али ете немамо ни едну слику од куќу. А куќа не е тракторска станица куде што су бутнати тие куќе и куде што е изградени две зграде. Две зграде, да. Две зграде што и оште чак пут го користим наш. Сега водимо постапак за да ga тој компензира дали општина, дали путишта, дали како киде. Али имале смо од леву страну, значи. Пред нас беа оние две зграде, старите. Добро. Па после тој живесва Беба и Звонко, ако ги памтиш. Звонко Миладиновски и Беба, да. Тако е. Звонко Шетко го викаш. Шетко, одма до нима, ми. Значи Звонко е живеел у куќу 2 на 2 да наречува. Наша куќа е 200 квадрата била, али куќа и не е била и не е била, али е двор бија огромен, позади куќа. Најголем двор дефинитивно у целу тој круг сме имале. Зашто татко ми тако планирае. 3 мушки деца, јас сам само родена у тој куќу, по систем нова куќа, ново дете, нели? Карче се седеа покојни Лале, Агро Куманово и Краљо. Апсолутно. Да. Краљо после доше. Лале тој е роден, дедо Никола и баба Јуле, адвокатка. Памту ги, како нема да ги памтува, на се дружила с мајко ми, ке дојде сватуја. Лалета и супругу негову. Многу голем менаџер е бија Лале. Апсолутно. Лидер. И Лале, и Томе, и Чичко Томе, и Томе што е право. Још една слика. Да видимо сега овај слика кој е. А овој су татко ми и мајка ми. Да, на некој прослава. Не знам коде. Сега сакам да покажам. Овој е најстар брат мој, с некога другара, Столе. Стојанчо. Овој не е у Куманово, овој ми изгледа како негде су снимани, мисле како у Београд овој. Да, негде су, не знам каде су сликани. Брат ми Стојанчо, да иду поред, еве га Столе.
Елвис Присли фризура на време, бие многу модерен, па ќе ми текне сега, тој време е елеганција, панталоне, не знае мајка ми никако да му испегла, да проидемува да се исече. Пушти ти ја, пегла ние панталоне сам, никој не мога да му годи. Многу беше поносење, еве га туја веќе се снашко ми Живко на венчање. Добро, ова е веќе цела фамилија ваша. Да. Мајка ми, да, туј е Благе од одзади фризер, Благе покојни, кум му е на брата ми. И многу поштован човек. Татко ви Сви и смо га. мајка ви се максимално чувале, посветиле се пажња на вас. Апсолутно. Мајка ми Во тој време- не се запослила, мајка ми ради тој што мушки деца, 3 деца мушки, да не забегав по улице, али за тој работеше дома, плетеше мајка ми. Мајка ми нема девојка у Команово, Вредна жена е била. учи дар нема на мајко ми креација. И овдека е, сакам да кажам, овдека е татко ми, се с дедо ми Ѓорѓита и овој е ујко ми у Скопје што беше и баба ми на мајко ми мајка. Тој дедо Ѓорѓи омилена фигура, зашто е омилена фигура? Значи, дедо ми Ѓорѓи ја не може да си проступе како новинар. Значи, бие такъв раскажувач. Тој е моја прва библиотека била. Па ја пред да научи да пишуju, прочитала сам едну библиотеку. Ама мислу дека Марко Цепенков не му е бија раман. По 100 пута да ни ги кажуваја исти причи, ама свите не само ја, значи и браќа. И што ќе го видимо иде дедо, ми сви фатимо ga за руке, за ноге, дедо ајде причу. Он ќе раскажува, па ќе скрати негде. Ми не, а оној не га кажа, па ете бе деца знаете го, njega му досади, ама ми он да прича. Сеќам се едну прилику, Гане Тодоровски покојни, му кажувамо едну причу, дедо ми што го е кажа и што ја мислам дека не е запишана некуде Марка Цепенкова, могуче е да го измислија дедо ми. И он викаше Гордице, ова е феноменална прича која го објаснjava македонску бит. Запиши го, ја пробуј. Абе 10 верзија, ни една не е као дедо ми. И не га снима. Мани дедо ми што не га снима. Него ни татко ми викаше, ја ги памту сви причи, ја ќе ти ги раскажу. Ни татка ми, ето професионалац, имала сам дома, не му кајет не Кажуваја ли е вицови дедови? Вицови знаја? Не, дедо ми беше помудро, само он расправljаше, што викаше татко ми. Он живеше у свој имагинарен свет. На крај заврши во селото, во татко ми и мајка ми отидева у Шубрикамен да ga дочувам, да не му мени тертип, живее тешко. Пошто чичко ми истина ми нема сва деца, ми ги дочуваме и тој све. Вицеви не, дедо ми е бија се цареви, краљеви, дете го ломеше. Такви причи и увеќе знаеа, да учите, ќе ни постави некое прашање филозофско да одговоримо, памтуга, ќе рече што е тоа, ај сак погодите, тоа е негов биц беа. Сабајлен на 4, на Пладне на 3, на 2, на вечер на 3. Што е тој? Човек. Такви вицеви еден. Ово е сак брат ми Чедо, втор поред. Чедо. Втор поред како е роден 51 генерација, 48 беше Столе, брат ми Чедо е брат ми Чедо, еве га војник југословенски. Чедо, мислу дека е бија везист, колку што ме памти, памти, колку што памту, еве га и овдека, Чеде, има големо друштво, сеќам се Балкански, на професора Балкански. Методи Балкански чувени. Он му е и кум на брата ми, че прави састав по игранке. Ја не сум могла да дојдам, сам била дете, голема разлика, они су 5 години. Ако е брат ми повише бија склон да кажеме на стил на Елвиса Присли, овие бија повише склон на Битлси. Тој што се носиле тесни панталоне каде е другари, ама нема седнување. Тесни пуцав. Тоа ви е било блиско и Соколана ви е било блиско. Соколана се е увек чуло. Добро, ајде, може. Еве ова стика. Овдека едну особу треба да го истакнеме која живи у Словенија, тоа е чувена кошаркарка Рада. Тој су ми братучетке, мои први братучетке, значи мајке наши су сестри на баба Анко. Овдека су се баба Роско сликани. Баба ми Роска, тоа е баба и Нина и моја. Ово е Цуне Чурич. Ово е Нина и братучетка у аптеку работеше. Ово е Рада, најстара братучетка од живи тај генерација. Она мисли дека живи у ново место у Словенија. У Словенија ново место живи, тачно. И зет ми е паланчанац, идеја ке куде роднине по Паланку. Ово е почина Мира, најстара е Рада, па Мира, па тој су Живка Судика беше и Цуна правобранител беше на Куманово, мислам. Да. Чурич. Мои братучетке. Овдека е татко ми, колку е сакам да кажу, еве се Ово е у слади. центар куде што е овој споменик,
Сега? Увек с млади сликан, обажавален се го млади, макар Да. на крају не завршија како чистачу гимназију, али како професора се го третирали Не ученици. знаеме кои се овие луѓе, али некои Не се... може да ги знам, ама ученици сви се го. Кога ќе појдеше, не ми било драго со него град да појду. Еј, коце, куде си, и одма некој му етап, одма некој му абети. Да. Поштовање од другу страна ќе пројдев, ја не веруј професори некои толку да ги поштев. Овдека сакам да покажу. Ово е убаво некоја... Да, ово е на свадбу на брата ми, овој ми е ујка ми ga покажаве, што е баба ми и мајка ми, али овој ми е ујко, двојца ујци имам во Водину, у Качарево. Таму Таму живе. со Јабука и Качарева, све македонци. Највише паланчани, они су значи од Паланку. Биле су сирачиња. Ово е негде, не знам куде е сликано. Ни татка. Ово е моја прва фотографија. Еве, кога ќе видов ти Гордана И кој е било, Марецка. тоа е било ред да се сликаш куде е фотографа, не знам куде кога фотографа, не памтам да не сам го. Туја сам тачно на годину. И мајка ми кажува дека многу тешко сам проводила. За зборење сам зборила, ама за одење вика ќе те ставимо да седиш, седиш, ќе те ставимо да стоиш, стоиш. Ама да лазиш не како сви деца. Од еден пат сам се пуштила, чак се баба ми плашила да не да не остану. Овој е семејна заедничка фотографија, стара. Ово е фотоспорт Коста Гевгелија. Гевгелија, овој сме сликани Да. значи у вилает на татка ми. Еве го мајка ми, еве го брат ми Столе најстар. Доле е Чедо, втор, ово е Милутин, што почина Муте, Милутин, и еве Муте. сам ја малецка туја, ово е тетка ми Фида, прва братучетка на татко ми, братучет ми Митко што почина, и ово е Олга, у Гевгелију живи, она беше градежен инженер, уопштено работи, мажот е познат Баламова сега. Он јоште живи таму, у Гевгелија. Да, они на татка ми роти све таму остана. Само дедо ми е дошел дека. Сега ова слика Амбиентално, баш да. тоа амбиентално, куде што Баш е куде- тракторска, Да, позади фактички грб на тракторско куде е. така е. До нашу куќу. Значи нигде нашу куќу го нема. Ово е куќа на тетка Мицу комшико, на китајци. И китајци и егејци ги вика сва. Китајка Знаеш беше кој на сум тетка дека на Мица. слику? Како не, овој сум ја. Овој су баш Нада и Верица се збели краљи. Овој су на Перу Каплара. Перо Каплар на бабацин му Синичарку. Така е. Заеднички двори, бунар имамо у двор, сега живив таму, Которци ги вика од Столе и Стојан. У образование су, може ги знаете. Добро, не знам. Значи, ово е Мери, ја мислу, и њој ни Тања, туја, еве го заради Тања, моја другачка од комшилак е била прва. Они се тега доселива Виктор братво и Ивица Војнолице. Да. Не Гото, знам дали кажи ги ми како знаете. деца, што сте највише играли како деца? Како деца, Кои игри? највише трен за војску, крпчиња, разменување девојчиња крпчиња, джилик, туја не е била прометна улица, тај Перочичо. На Да. Перочичо 37 ја живу. Значи тој имаше карши нас. Меѓу нас, сега куде е куќа баш на Краљу и На на Краљу и на Лалета, Лалета, да. тој имаше две дуќанчиња бараки. Алија беше, памтога еден, а еден дедо Трајко, продавачи. Алија отиде, он беше турчин, кад ги отвори Турција граници, кад се ги прибра своји граѓани, кад имаше апел, и он тега си отиде у Турција, многу добар човек беше, Чичко Алија. И дедо Трајко. Значи, гранапи беа туја. О, ја памту први банане кад су дошле у Кумана. Реле ме рак да купиш банане. Ми на пазар не смо ишле, пошто, кажави, најголем двор, у целото и околини, сви, нема кој не е скинаја. Од Кајсију, од Сливу до Смокву. А сега да Од прашаме, Магданос до све мераклие беа мои. дали си и ти практикува леп и мас црвен стол, тој се свие. Обавезно, тоа е било. Комат леп, мас и црвен пипер. И на улицу, на сокак, сви тој. Понекад некој ќе изнесеше кобасницу да Јали се многу пофали, да се пофали да ти направи и безец. Да стоиш и дремеш и траиш безец да ти даде. Али, ево, дека... Не спомна, сега ме да кажу, спомна дека за татка ми, нели, како ga викав коце кебаб, има и една анегдота за тој. Значи, мислу дека е подзабравено у Куманово, една поговорка вика, биди ербапче, еди кебапче. Не знам дали го потребувате, све помалку го слушам ја. Сега, мој ербап у кебап ја бија, ке речеше мајка ми, на брата ми Милутина, што покојни. Ми двојца помали, па овие постари. Јас сам најмала, нели, ама он е 3 години постар од мене. Сестру ти за руку и кој е татка ти. Ке ве части таткови нешто. И ми бајде около први каде дојде плата. И ми отидемо, ама треба да се печали тој кебапче.
И како се памтам, тоа се ми најрани сеќања за детинство. Ке ме качеше татко ми на столче и ќе се зберев колега сви Црногорец, тие други што сме биле. И како се викаш ке ме праша. И ја требаше да кажу Гордица Коце Величковска. И овие кики кипа добиеш и сокче. Али неверојатно колку се биле убави кебапчиња тоа време. Ба, како не. Убаво место, природно е било. Ишле смо и на киселу воду, кафана е била питорескна, значи, оне у парк, оние чадрчиња се сламу, амбиентална. Ја многу знам за киселу воду, пошто мајка ми е тамо девојка израснала. Вила Бранко, вила на Лопарци, вила Вера, тој време е имало. И после денационализација земе све и упропастива ги ништо, греота. И запознам га после Бранка у Скопје, замисли. Запознаваме се, вика Кумановка и јас сум Кумановец. Од кој си Лопарк? У мајка ми кажува, најбогати сте биле, ви викам. Беше му драго на човека, викам вила Бранко, вила Вера. Карактеристика од тоа време имало е боемски живот, еве и твој татко и на кафе у Кристал, на муабет, на кебапчики, на плескавицу. Таа традиција полог густемо е. Па корзо е било тој време и у мои сеќање што е посебно како најмал, значи овој се мои сеќавања на најрано моје детство у Куманово, виште пред да почнам школу, памтеше за ослободување на Куманово. Увек е имало огномет, ватромет. Така И искочимо калдрма, не калдрма, него коцка беше. Коцка. Мајка ми се дотера, кокета, штикличке, малецка беше, ако ја толика она, јас сум највисока од целу фамилија, она беше малецка и татко ми не беше висок човек, али обавезно тонки штикле и по дефиницију заглавив у некоju коцку и алување да се извади, тој ми е некој сеќање и обавезно седнемо и сладкарницу на колач. на колачи, тој е било, мене су ме водиле со сви, ако не поведев чопор 4 деца, калабалакали, ја како најмалечки, како женско, и дека прво женско им бајде умрело, па, знаеш, после толку време. Еве, овај слика кажува Да. колку су биле тие генерации дотерани, Да. стокмени. Чак и на, па не е имало тренерки, чак и тој време се ишло, ово е било извед за 2 август у вручу воду, па еве смеатој се свеќе. Овој ми е братучетка у Малту живи, макар и у Скопје си има стан, он е доктор на науки, на медицински науки, Виолета Милошева, од татко му га покажа на слика ги имаше, Киро Ујкоми, а овај ни е Јагода, што сам слика на смашната е прва фотографија, она учеше учителску школу, заврши, ако до нас живеше као подстанар. Некоја роднина ни е од Орашац, у Скопје сега живи, дали е жива, не сам го видела. Значи, не е имало тренерки, ма не е имало ни фармерке. Фармерке друга рука, ако се најде, кој ише тој време у Италија? Фармаки у Трст, у Италија. У Италија, ако еден, двојца ако донесем, Да. па кад ги проносив, па после ги продавам на други. Се доваѓам полака до овие најдраги спомени што викаат сви кумановци, од школу, Да. од забавиште, од најмали години. Да, ајде, да. Еве, Да, тоа е прва слика, тачно. Моја обожавана учителка Вера. Ја не се сеќам презиме како го беше, куде гимназију, испод гимназију живеше и еве сам ја. Морам да признам дека ово е Јадранка, негде као дали од Демир Капију, професорка бидна таму се одаде. Ово е Новица, мислу. Дамјановски. Мислу дека е он чак од забавиште некој ги памти, што е битно за учителку Веро. Ја може да кажам дека е она мој прв менаџер. Прва ga е открила мој талент за говорништво. Овие деца беа грот некои од ишле у градинку, мајке им работале и тие беа посоциализирани деца. Ми што смо биле се смајке за скут, не смо знаеле ни песничко да кажемо и се има природба. Некој Вера осетила ме дека глас имаше јак од мала и ајде ти да кажеш песничко. Сви се бута во оние, а она вика не Гордица ќе каже. А ја не знам песничко да кажа, башка срам ме, ја искочу, слузе на очи ми иде. Ама тај подршка њој да не го разочарам е направило тој да биду тој што сам Еве, бинал. сви мои гости кои доаѓаат, сви кажуваат дека најдраги и најомилени ликови од детство су ги учители или учителки. Па, Како татко вика, како овај не учител ја како учителка татко, Вера е моја прва подршка била. максимална подршка. Значи толку сам од 20 чекала да иду. Значи тој бија нов свет за мене. Ја дотек не сам била делена од дома. Ретко негде кај тоа е еден пат у годину, два пат дали ќе искочиш негде. Дом си бија.
А дома мушки свет, браќа, троица, татко, 4 мужа и мајка ми не е знала на крај да искочиш, се вика, кој ќе ти по задња дете, ајде чути ти таму седи. Еве стика горе Ти сум на прваче. главу вршено. Башња, обавезно. Тако е било. Ово е тај јагода, што го спомна кој денас е учителско завршила. Се каламе, ете се с њума. Еве го моја учителка Лила Даштевица. Тој смо веќе второ оделение сам овдека, не знам зашто ја сам учила у Кочарацин. Кочарацин и гимназија беа заедно. Значи еден пат се качува догоре. Почнеш прваче на приземје, па се качуваш до 8 нагоре. Догоре, да. Па после гимназија па од први клас надоле, 2 пат сам го искачувала гимназију, а овој реновираше се мисло така гимназија, горе учимо у економска школа. Туј сме стигнали пред економска. Мислиш горе од техничко? Економска беше. И техничка, економска, техничка, да. десно, лево беше мило економско, ово е пред економско, ово е Лила Даштевица, македонска Ана Каренина. Што значи за дете? Учител. Све. Па учителка си ти. Тоа е прва идентификација. Да. Прва, значи да го имаш најубаво учителко у град. Тоа е било престиж да се запише дете кој њума. Молење, кукање. Од 4 деца само јас сам запишан на кој њума. Ова кој ги е бирала деца? Имала некој карактеристику која ти останала кој нему сеќање? Као Прво беше прва дама на Куманов. Окружение му е како дете домаќице, мајка ми домаќица, све околу домаќице. Али ни работи тој ретровизор, пенџерче, перден или трза се. Него Лила Даштевица. И сви се зберав на прозор да го гледа. Ја, што ја обрекла. Овие ни искочи во дома, закопани обавезе, она е била. не знам супруг што го е работаја. Он беше фармацевт, први магистар у Така Куманово, е, Ацо. Беа ми комшија, карши мене живесе. Така е. Али тоа е и предност, некои мисли, али ја мислам дека баш не е била предност, пошто не сум смеала да искочи на сокака. А ме види на сокак, ги удри спрашување обавезно и помала оцена. Одликашка сам била, ама била е многу строга. Можеш да кажеш некој овдека на стикот? Како не може да кажу? Значи ја еве сам овдека. Треба да ги виду сега. Ово е Цаце Дилиндарче, Славица Стојановска, сестра модна креаторка. До њума мора да е туја негде. Ово е Билјана Костич. Ово е ја не знам куде го отиде тој девојче. Под гимназију живесва две бела. Лидија Георгиевска и Драгица се викаше овај. Лидија е медицинска сестра беше и гледамо се с нима некад и слушамо. Овие мушки некои кои учи с мене Зоран Захариевски учеше. Зоран Мурговиќ, сега да не ги туја претражуваме куде се нашла, би сигурно, ама ќе треба време малце. Значи Маријан исто правник што беше и он Маријан Крстевски. Као подобри ученици. Овие две заедно ќе ги земеш слики. Дека Компаративно да ги гледамо, што е интересно. Овде сам ја второ оделение, значи таму горе пред економска школа, односно Кочарацин и Стурена, капутче. Купив ми га капутче, ама капутче и вега и овдека. Овде сам 8 оделение, овдека куде бунар сам у двор. Исто капуче од прво до 8, па и до гимназију сам го носила, бога ми, не е мало, тоа е сиромаштија била. Овој бунар, неделесва, тој сакам да спомну рани спомени. Институција, мало. Тој време не е и телевизија имало, радио е имало, слушале смо 101 приказни, не знам што, собирале смо се, ама не е имало телевизија. Тој бунар од тој страна бабацима синичарка. Не знам дали ви го е некој спомнае во овие сите емисија. Тој беше едина жена у Куманово с Лулу. Она пушеше Лулу. Не знам, не го е спомнае, може Никој не го спомнае, еве прилика е да го спомну, жена се с Лулу. Нешто беше жена се с Лулу, ама беше право оној Кумановка, стари Кумановци синичарци. Муж го беше дедо Евто Памтуга Рабаџија. Не живе се у Малецко, тој куќичка купила после овие Стојани Столе наставник од Которско дојде. Не знам од кое село дојде, татко ми му не иде, пошто знаеше бабацимат мушика, они го продавасва, правесва нову куќу с сина во помалога, а туја живеше каплар, Чечко Перо. Мира му е керка и Гордана му е именјачка, у социјално мисло работеше, веројатно ги знаете, не е битно. Значи, стариот син му беше каплар, од што ga е сакала многу. И да, како мушко прво, други керке повише имаше, и ќе ви кажу кои се овие керке.
али овога га се кала посебно и каплар на мајку, капе и каплар му стане презиме. Он не е бина каплар, за да чија беше, Надимак, ама да. каплар надимак му стана. Треба просирено издање кој да Мирка да улегне овој. Бабацима беше многу интересна, многу шегаџика. Многу вицеви кажеше и њумаво е било мирено друштво млади и млади су го дружиле. Она ги им дава савети кој како девојку да, нели, Да да фати, па ќе пренесе, доваѓа девојчиња, па доваѓа ви мушки. И некако вртеше ги, како да ти кажам. Бабацима синичарка, она беше, Зетву беше, спомнава го едну емисију, баш прегледуваја, Љубица, учителка беше у градинку, мужбу Љубенко, мужбу беше војно лице. Тај е керка, едну керку имаше у Скопје и друга бу беше на Сречка, професора моја омилена од гимназија по социологија, после на судија. Да, Сречко е негова жена, Филимена. Тоа е njena мајка била. И они доваѓа со тие земјицу спремасна, токо е било ти на бунар смо се собирале, двор наш голем. Нема кој не е скинаја. Земјицата га се е правило многу масовно во тој време. На шпорет на дрва, пече се пиперке, ајвар, пинџур. Надвор, тој надвор. Ми имасмо прво, нашу куќу го е, да кажува, нашу куќу го е градија бивши југословенски капетан. Значи, можете да замислите, кад би назиме од Тресу Скопје 63-чу, нели дојдева пуно скопјани у Куманово, чак ја учеше, се смене учеше на Драгицу Фрајерицу Керка, на Трајчата Јанчевскова сликара, и преселива ga и француски конзулат у Куманово. Немаше амбасада, нормално после се отвори амбасада, и тражество го нашу куќу за да живи, конзул да живи. И татко ми се мислеше да време, море да си потуцам деца, не е све у паре, вика. Сега требаше ми да идем у некој помало куќичко, значи куќа е била сипак за тој време. После би нава некој големи куќе направила. Али тој време наша куќа е Конзулат престижна. е бие таа што секој што ја рамстра па напред тој зградиче. Конзулат А конзулат Мислам дека туја бија. фитостаница до тракторско. до тракторско ја. Фитостаница беше туја. И нормално да им е близко, која куќа туја у близину. Mi smo давале под кирiju, ама доле сутерен smo ga давале за ученици. Али овие го сакасва целу куќу. И ми требаше да идемо негде каде да се потуцамо. Еве го е фотографија. А тоа е брат ми Столе. Сакам да покажу мода како е, мајка ми му га плете овој джемпер црно-црвен, сеќам се. И дотерани момци, овој Јовица му е другар, памте. Овие други више не може да ги препознам кои су биле. И морам да кажу дека сви другари на мои браќа су ме гледале како повише од браќа, може да кажу. Поштоварец. Многу, нема тоа што. Еве ова е. Еве га Елвис Присли фризура. Тој туке се вика овој мој другар од комшилак. Имаше мајку слепо, сеќам се. А овдека брат ми сега од Елвис Присли фризуру, Јул Бринер филмови, ишло се гледало се, прв се избричија главу, тој убаву косо да го избричиш. Капу е ставија, не се види Да, овој. сега се Кумановци Лустер. Лустер, е Лустер, така. да. Али Јул Бринер, фризура Јул Бринер. Сега доваѓamo овдека. И уште има некои. Има некои интересни слики. Тој е брат ми од се с Благета. Благе кум и нормално Живка Снашка ми и побратимци. Ово е значи брат ми Столе, најстар брат ми. 48 генерација, 51 е брат ми Чедо, еве го Лила с нами. Овој му е наш роđак од Паланку, нели од по мајкину линiju Девер. И Балканец еве га, на Балканца син. На Методита син. Кум. Да. Негатив И- човека ја што работи. Да, еве го уште брат ми најмал Муте с Снашко ми Душко. Муте. Кумановска легенда. За Да. тоа почина. Почина за жал, тоа е тоа. У време на корону чекајќи тест да дојде и тест дојде поскумно дека е негативен, ама он се виде. Корона има ја. Не Не има има корона, корона. ама нега примасва да го хоспитализира во болница без тест. Док биде тест, а он не бија стоик, брат ми беше на ногу, не подаваја слабост. Нешто ме кука од цигариња ми е. Он си имаше посебен ритуал, седи си Да, кафич, да. кафе, муабет с луѓе. Сабајле, туш, кафе и град. Да. Навечер, па градски човек си го Еве овој прилику да го спомнемо. Да го спомнемо. Ово е негов син, Ѓорѓи. Да, И Ѓорѓе. памтите, дедо Ѓорѓи што смо го обожавале, и јаш деца смо биле, брат ми е, кажаја,
Ја кога ќе се жену дедо, малицки бемо, тој го памтам овој. Ја кога ќе се жену, ако имам сина, прв син Ѓорѓи ќе се. Ѓорѓи, да. И еве га Ѓорѓи, унук правник и снашка негова. Ово Сега гимназија да не го забравимо. Не, нема да го, ово е само да го фамилију Еве. завршиме. Ово е моја унука, понос на фамилију. Ане, од средњога брата, од чедета, го монопошто работа, Ане сега живи у Америку. Значи, поред како се унуци од браќа. Сега веќе он имав деца, ово е Еленче од најстарога брата. Ја иду по нјинов возраст, ако е он најстар. Значи, па е Еленче од најстарога брата, па од Милутина, еве га друг син, Саше. И сега Саше така викав по брата ми Муте. У град га викам njega Муте и Саша, каде работи сега? Саше работи у шпедициско некој. Шпедиција, да. Шпедиција. Мислам дека добро работи. Експониране и Ана е па на мој школско другарку Весно. Ете што е живот. Ово е мој син. Еве Да, еве сина. Тоа е. Тој е мој син. Коста у Скопје е роден. Али дојде у Куманово, Кумановски одма заврти. Знае, ише на јазична специализација куде бабу. Па крв вода не бива. И да. Кумановски знае да збори тепага. Тепага Кумановски. Сега да дојдеме до гимназија, Да. дека има оној прекрасна фотографија, Да. твоја драга генерација, луѓе с кои си провела убави моменти у Како не. средњошколски дани. Најубави години. Ја ќе ја покажу слику, камера ќе го фокусира, ќе го задржи, Најубава А ти фотографија, готово? најубави години. ќе покажеш да ги кажеш кои ги знаеш. Тоа е убава фотографија, ама малце куде мене буди и добро ќе почнемо. Ово е Аце, почина Бог да га прости, на бензинско работеше. Ово е Цаце, Славица Стојановска, Дилиндарка, постаро на Виолету Креаторку сестра. Ово е Ице, ово е доктор Владанка, ово е Сузем Попова, моја другарка на Чунгура Балдза, на Рацета, супруга, Така е. куде гимназија одна живеев. Ово е Земко, еве га Чушкар. Ово е Жана, куде живеше Карши болницу. Ово е Ема, доктор Ема на Ставрета, професора по математику. Керка, она сега не знам куде живи. Знам одава се у Босна негде живее, па дојде кад се распада Југославија, па отишла нешто. Ово е Моме, Момчил Арсовски. Добро, после ќе се навратам на момето, значи Моме, Фриц, Трлин, они не се училе с нас, Фриц и Трлин, математичка гимназија и ја бемо гимназијалци кои идемо у Загреб. Тој е после друга фаза. Овој одзади е Лидија Колешка, у српску редакција работеше новинарка. Тој е Дуле, мој, еве га доктор на науке. Дуле е Дубопром. Дуле, мој беше ми партнер Оле. Еве га Дуле. Дуле мој партнер, Габер покојни умре, Бог да га прости. Правник беше. Оле, она беше секретарка у школу, после не знам што е работала. Ово е Вили покојни, Бог да га прости. Еве го Ленче у Америку, е сега Ленче на Гашу, сликара. Гашо, да. И она е с мене учила. И свите, овој Сончица беше, овој беше, сега још некои не ги гледам таму, требала би научи да Бивши знаем. градоначалник Туле. Не сме иста генерација, сме он математичко учеше. Кога забримо главно да, тој така. Еве сам ја. Овој сам ја. А до мене е Гогич. Токи, Томислав. Мој другар на брата ми Мутета и мој другар заедно седесме, овде се споени клупе за сликање. А иначе беа три редици, знаеш како беа. Познат фудбалер беа. И ми сме седеле, пред нас седесме Владанка, Цветковиќ тага, на Мимита Зубара жена и трансфузиолог доктор, и Цаце, они седесме пред нас, позади Гогич и ја у клупу. И тој беше тај трагедија, се сица Да, и се тај зголинца, собречајка, неќу да се сету, значи да збориме убави работе. Сак тоа е да видимо, тоа е гимназиски период, да. Овој са Поред. слики многу маркантни да кажу. Тој сам ја, мода, јас сам га плела бундиче од вуно. Мајка ми испреде, ја га сплету. Модата која е било, не е имало пари, ако се снајдеш, знаеше да шију, да плету и такој сам се снаваѓала. Ово е некој поздрав Ово е со другарство. ово е моја најдобра другарка била у гимназија, Бубе у Германија живи сега. Одамна ли е таму? Одамна. Она студираше француски и кад студираше француски имаше
она најде да работиме како студенти у Париз и пратимо двете, она е постар една година од мене, пратимо двете, ама и примиваме и мене и њума, али брат ми столе се жени и ја ради свадбу не отиде, а она не се ни вративише. По свет. Ете смо патуја, биле смо другарки. Две другачки, неразделни сте Да, биле. да, еве и туја смо. Да, биле смо најдобри другачки, нема туја како е било, што е било, тоа е. Еве одека сте малку раздрагани, растрчани. Сакам да кажу фармерки овие. Моја стрина покојна да го спомну Перса, како се не мало паре, а она е сакала пошто немаше деца и прво девојчево е умрело и многу ме сакаше на место на Керко. Абе синко, да ти покажу нешто ја имам, овој е њуен ткаен чаршаф. Нели можете тие кога ги викате фармерке купуете, нема пари твои да нема да ти дадемо. Нели може да се шиеш ти од овој главна женско помагало. Да. Тие фармерки. Исто одека убава слика. Овој Дугачки Алијан косе. се први и пишувала сам за нима мој другар Шајто Тоскич. И другар и правиле смо некад игранке. Ја не сум смеала да идам на игранке, строго сме држале, али работно да. И ја водител нешто таму изводу. Такој да, али да играм на игранку, Боже пази. Шетан мисли дека починава. Починаја чуе, Да. жал ми е. И Цеце. Добар музичар и добар човек, и Тоскич и добар човек. Да, апсолутно. И сакам да кажу другарство како е било. Тоа е моја другарка од Прокупје. Запознале смо се у Омиш на море, прв пат кад сам отишла гимназијалка веќе и допишување с године па сам била овој се супруга Љумовиќ. Тој сега овој е другарка од Крагуевац. Исто. С кој сме се допишувала, тој најболи пријателици за успомену така. и дуго сеќање Мила. Мила. Овој пишува 70 година. Да. Тој су биле тие другарства. Сак се пронаваѓам, сак се најдеце со овој Љумовиќ. Пронајде го сак после толку година. Видвасте ли се? Не се видемо, па се корона беше и Да. иначе живи у Прокопје уште. Њој на некоја роѓака Љумовиќ у Скопје, Facebook пријателство ми тражи, абе викам Љумовиќ имаше ја едно другарку, како не снаја вика за мојега братич. Мал свет. Еве га Гогич, легенда. Тоа е моја другарче. Прв не напушти од нашу генерација. Трагедија беше трагична што он играше фудбал за Куманово. Много добар играч бие. Одличен играч, ама скрши многу. И целу годину беше му нога у гипс и када му го извади многу, да га частив родители, даде му пари да иде у Турско и што да ти кажу. Неќу да се сету бол на душу. Ето излезе Еве дека друго. овие капучиња, шалчиња. Да, овој капут се совесам отишла у Загреб, купи ga на Бит пазар. Ово е крзнено. И испостави се у Загреб, цел Загреб се вртеше, деме ги види господичне, Горан Бреговиќ има таков капут, деме кој знае кој, а ја купи за некои смешни пари на Бит пазар, ама важно и Бреговиќ има таков. И овие косе су биле интересни, дугачки. Ово е другарка моја Вики у Америку е. Се с ним смо заедно у Сенски лабораториум во Миле, на Стојана Балабана. Чуја сега може, он у Букараџи работеше, мајка му беше маѓарица. И многу интересно, тетка Вера, дома они само маѓарски изјаснува се изборецва, али беше молерка, жена молерка, оние мустре, пашаре. Она идеше и каде нас се доаѓала да ме преведе. Тоа беше интересно. Ево дека коса позади. Тој е Вили Мацелор, мој другар. Да. Прв пат татко му за го njega даде. sam čuo da je bio dobar majstor za sode, za ples, za sve. Вили прв пат татко му го даде жабу, памту и провози мене из Куманово. После матуру до так не сам смеала, сак беше готово иду ја у свет и се свилита едно кругче. Памту го и тога Бие многу паце момче бие што беше. вика в Кумановци. Ево дека смо на екскурзију с гимназију негдека низ Југославија. Ово е Оле и ово е Ленче од у Америку што е на Гашо. Да. Овој сам ја, ебе ги панталоне. Цело време с нима. Девојлук што вика ви стара. Тоа е дугачка коса, шема. Интересно фризура. Што А још од другарки овој е тај Бубе, еве га и Јоцо сликар. Сакам да кажам, овој сме у Кубу Ово доли седа у Куба е сликано. У Кубу, Да. тачно. Чувена е Куба. Тоа е тај Бубе у Германија и Јоцо сликар. А за овој слику имам повише да кажу, овој сам матуранка. Тој си ти. Тој сам ја, да не ме познава ни професор. Ово е како од индиско серију малку. Тачно, такој не, али тој ме е спремала моја учителка Лила Даштевица. Ја хаѓину го ја направи со ши. Такој ќе се мишла. Али цел фазон е у турбан.
И она дојде, Дуле треба да ме изведуе, Дуле Радевски, и Дуле готово доаѓа, ајде после, знаеш, корзо пред тој да не види свите, а Лила дојде, не стоп. На брзину она ми направи овој турбан, а ово е њојам брош закачи ми и индика, још се збори по Куманово, демек и најубава матуранка ме избрала тамо. Најбаво. Сакам да кажам моја учителка и што ме знам научила од њума. Вика, нема да брзаш, ќе отидеш задња, што е тактичар била. Вика, зашто? Колку да си убава и дотерана, ако се појавиш прва ќе ти изгустира. Свинек прошетав ти на крај. Шекер на крај. Тој вика, памтуга савет од мој учителка, значи не е учителка. Еве си ти овдека, еве куде идеш. Да, Послуве. Да. Убави спомени го, убави Да, спомени. многу. Гимназијски дани си ги раскажуја како најубаво нешто во живот. Најубав период. Ово е Али не ги спомнавам од гимназија професори кои што ти биле. Све ќе спомнам, не се секираш. Сега активности. Ако имамо време сега, еве извади ги. Ово е сега сам ги поделила активности, значи школа е била школа дружење, тој. А јас сум била активиста. Не е било ушто не сум се умешала. Добро, еве го една активност пишуеше да речеме. Ај ќе спомнам. Ово е у Охрид снимано, Сутјеска. Имаше некој фестивал на поезију. Ја напиша песну, мислам дека и наградо некој зема за биде Подгорец учествува. Ова ми е Шекерџи Славка у Австралију. Таму го запознана кај другарка. Сакам да спомнам, се спишување од мали ноге сум. Значи наш вестник Николци, Столе Божиновски, татко покојни Столе, Томе, директор после беше у театар, Томе Спасовски, Моцо покојни на Пецу, колега нашега. Моме Трајковски, да. Моме. Значи, толку су биле толерантни, толку смо убаво прошле. Памту прва жена албанка, колешка, она професионално работење, Љулје. Па после го упознам сина му у телевизија, албанска телевизија у Скопје, и некој ми докажа од Куманово. Како бе од Куманово? Ја вика, па тој е брат му, работеше уредник и син му. Кој сте дека на слику? Овој сам ја, а овој е Славка Шекерџи, тама сам го запознала Битолчанка, а овој е исто некој тамо од фестивал некој девојче. Наш вестник е бија. Да, овој сме активност исто Црвен крст, овој сме снимани у Криво Паланко. Имаше тоа е било летување, кој паре, какви док не сам се заработала за море. Ја Нема. преку феријалци не е имало паре. Овој сам ја и некои другарки сега таму овој што се биле. Овој сум сакам да спомну, не се ситни со слике, овој сме сликани у Соговски манастир, али и с градски хор Куманово. Значи и у хор сам појала. Погреш сам пишувала и новинарка и водител и немаше што и рецитатор, немаше куде не сам се патила. Куде не после ќе кажу. Била си многу активна, да. Но, еве овдека воду негде не овој мислам на море нешто воду кажува, појма немам. У Омиш. Да, и преку феријално си ишло Омиш многу. Преку феријално прв пат беше и од тога е тој мис кад су ме избрале. Ја не сум се пријавила, тој сакам да кажу. Не сум била прво не сум имала такву самодоверба, да ви кажу. И сеќам се игра сме се еднога дечка и доваѓа од жири и вика, бе, кој девојка се пријавува, вика, ми веќе ве бирамо, вика. Гледам колку си била Слава. Да, Слава, случка. Ево дека некој е Тоа е на спомен Костурницу, мислу, да, исто некое читање се с војску, често имало, еве, омладина и војска, треба некој, одма мене ме директор Владо, директор на и Милка, негова жена. Владо. Они су ми биле Филиповски Владо. Филиповски прекрасен човек. Чувени професор. Он ме пушташе, ама Милка душу ми гледаше. Тебе те нема човек, а добро ученичка сум била, одлична. Нема те човек да те оцени, или си болна, или не си туја, а он ме пушти, он ме викне, а нешто тражи в Гордица. Еве сам исто туја. Овој сам исто на море, пошто ја мини не сум смеала да носам. Тој сум се украла и не е ни моја сукња. Мала се го одмерак да облечам. Сега било забрането? Ма какви, тројца браќа ги ми даде мини. Сега дека гледам малку музика. Ово е, мислам дека у хотел Кумано. Еве га Трајко Пачко. Каде било водителство? Еве га Трајко Пачко. Доктор сега пратеник. Не Трајко, Јордан Пачко. Јордан, татко му Трајко. Трајко Пачко га прави тој за вечер, тој напису, ќе би га покажу после. Ми сме биле водителски пар и се скочу доктора, неам се скочу за жал слику, скочу доктор исто. Хочу ga поздравим овој прилику. Да га поздравите обавезно. Жал ми е можда он има некои фотографии, ја неам с njega, а се спачка, баш
кад беше одговорен уредник на Собраниски канал, он беше пратеник и ја го носеше заради списание, ќе покажам после тоа за да А направи. овде кој е, бе? Не може да се сетува. А мислу дека Шуте Наде га позна, вика овој века Шуте, Бумјар, Бумјар, Шуте. Она га позна, ја не га позна тоа. Ето и смо се случило ко Миланко, ајде да го видиш, од кад се знаеме, гледаш ти. Еве Миланка Зафировска, чувена учителка. И Кире, што га примам после овој Кире, ја мислу, и ја, овој сме на спомен костурници, ја мислу исто некој водење, некој рецитал, нешто. Исто чудока Миланка имала многу дарбо за Да, пишување да, на да, читање. апсолутно. Апсолутно. Еве сам. Ја од други панталоне од бабу ми чаршаф. Каен исто. Такој се сама сам шила, најала сам се. И такој сам била дотерана, иначе, а овој кошуљу ми го е купила тај другарка од Прокопи. Беше во на гости и она од прво плато ми го купи. Медицинска сестра беше. Еве одека. Овдека смо, беше исто у хотел Куманово и ја мислам дека водеше, еве го Снеже моја комшика. Ово е на Мачку Вегура, жена, како го имеше. Ово е Лидија, мислам се викаше, Лидија. Моја генерација, а овај жена не ме дека која беше. Неверојатно колку имаш сачувано фотографија. Да, све чувам. Богата архива. Ово е веќе Сенски лабораториум, чувени Куманово. Значи, тоа е била аматерска група, па нема да се ударам у груди. Значи, групу го е направија режисер чувени Мишо Мартинов, еве да Мишо Мартинов. Мишо Мартинов беше војник у Куманово, а ја пошто биде се стално рецитали, надпревари, зимала сам прву награду за рецитирање и све ме праќества. И у еден рецитал се погоди Мишо Мартинов да рецитира. Бемо се с цацета, со Славица Стојановска заедно се, Да. и он ми приде на страна, вика ќе те молу. Ја не сум рецитатор, да ме види мој, вика, у Београд, ќе се скине од смејање, јас сум режисер, ама ово е војска, вика, разуме ми готово. Спаси ме, како знаеш, вика, тешко мене. И што да направил? Ако знаеш било кога од театар некако да ме поврзеш, тоа е мој занат, вика, јас сум театарски човек, вика, не, ја да спрему представу, вика, не да. Викам, но како не викам, ја го знам директор, а Томе беше директор, предходно го знаеше ја од Томе Бус. Спасовски. Томе Спасовски Бус, беше, да. Ја го знаеше од наш вестник, пошто од дете сам таму од мали нозе работала и после вамо имавме си го поштовање, ако сам била ја дете, ама човек е бија коректен и ја го прашам Томете. Томе овој, еден режисер београдски сака да дојде да прави нешто кумано. Нека доведе го, не да го доведу, викам, заедно треба да идемо да го извадимо. И ми го извадимо и он вика, еве што сакаш прави Томе. Што сакаш прави, еве ти го професионален театар кој представу сакаш и он погледна едно представу. И после му вика дали ќе ми дозволиш да направам своју групу ја. И буквално прв човек јас вика Гордице ти си до мене. Значи за све ќе ми помогнеш. Сакаш бире, дали ќе бидеш главна глумица, дали ќе бидеш асистент, што ќе бидеш, ќе ми помогнеш. Ја не ги знам кумановци и такој го Миланко најдемо. Шипе, еве га Шипе бидна глумац. Шипе легенда, еве. И Нино Величковски туе за глумија и туе за појаја, он ги поеше сонгови. Знае да каже покојни сега Баже режисер од македонска телевизија, знаеме дека се Кумановка, знаеш дека Нино Величковска јас сам го открија, не мој викам ќе се љути Мишо. Како е? Мишо га открија, викам ја памтам малце подугачко. Можда си га ти открија за пошироку јавност, али за певање прв га открија. Нино нема да глумиш, ќе го чуеш, а тега беше дело дугме, само си ги поеше. Да, имаше некои слики од театарот, Нино покажувава соговорници, каде бие. Еве смо, овдека смо у Дубровник. Еве га па Мишо Мартинов, цела екипа. Еве го Миланко учителка нека. Еве га Нино до мене. Кире и цела екипа. И мора да кажеме дека учителка Миланка била многу убава жена. Да, апсолутно. Она беше мајка храброст, а ја беше Кетрин. Еве го, ова е ишла исто фотографија, имам го ја голему да не го мъкнам до овдека. Тој ја пишува Сенски лабораториум Куманово. За овој фотографија што сакам да кажам. Значи пишува кој годину е, тој било 70-ти године и доваѓа професор од Германија, германистико што го заживе, Петер Рау, професор Петер Рау. Ја прво интервју за радио снима се с него и намо пријатели на кафе доваѓа еден ден, а ја овој голем плакат стои како и он улаза се удара да го назова Гордица, почна германски да збори. Да си Бертол Брехт, Куманово, они мислеа дека смо ми
некоја селендра овдека и поима немамо. Не можеше на себе да дојде како е могало у Куманово тој време брег да се игра. И ја викам, прво награду сме земали у Југославија тој време у Требиња. Еве смо јоште туја се с групу. Еве го таа група да покажемо. До Дубровник. Миланке, не пат ми вика, кај да обучеш, еве га Јовица, сликар сценографија бие, кај да обучеш хаѓену твоју. Еве овдека смо башка издвоени се с Миланко, од каде е наше пријателство, гледаш. Јоште и пред тој. Овој ми е била подршка, пошто јас сам била како њума, исто гласноговорник за рецитирање, запишување и она беше тај, али не е имало ни некој тој знае и љубомору и подметнување да има. Не, тоа е било коректно. Њума и куде мужево, затоа го имамо поштовање до дон денеска. Еве овој слика со Тој со активности за тој збор. нашу легенду певачку. Виолета, зашто го ставljam? Затоа што тој е Виолета председател на Животну искру, а јас сам председател и основач на прво здружение на самохрани мајки у Македонија. Виолета јоште го немаше регистрирано Животну искру, ја го прењума регистрира и помогнава после и од тега наше пријателство јоште датира и приватно. Муж во Франц беше колега камерман каде нас. Виолета е голема легенда. Прекрасна е. Еве га Миле Стојменовиќ, еве га Томе Спасовски, баш добро фотографии. Тој смо сликани у театар. Ово е Миле Стојменовиќ. Работеше општину. Да, и он пишуеше. Еве тој е дојден сак се потсетив да га спомна и мојега другара Зорана Јовановиќа и брат му Ѓокица. Учителка Миланка им е била учителка. Они су училе у гимназија Кумановско, пошто татко и имаше га еден исто Јовица. Он беше колега мој у Скопје. Значи учила ги учителка Миланка, а пишуе сва со време и се со двојцата професори универзитетски. Зоки е у пензија, ама е па работи. Овдека сам на 50 години на моја школа, веќе нова школа почна се направена, направија ми чест мои учители сме викнале. Тоа е поговорил од ексклузив, да. Викнале сме да го водат тој прославу 50 годишен јубилеј. Многу чест ми беше и не ме познава пошто тој е блонди фраз. Како ти беше тај настан? Узбудена ли беше емоција многу? Како не. Тој сакам да кажу, еве, тој ми е моја класна, драги, дали го има, мислам дека на другу слику го има овдека го има. Драгица Ивановска. Еве го овдека е. Моја класна Драгица Ивановска на Јона мајка. На Јона, да. И муж го беше прв пратеник, прв состав на собрание на Слободна Македонија. Изненадила се, ово е Радко Димитровски, сакам да га спомнам човека најзаслужен што сам ја у радио телевизија. Отишла заедно со Велика Пешича. Не е веќе Велико голема легенда, да. Велико легенда за културу, све е било преко njega. Кажамо ли ги тоја сите? Да, сакам да га спомнам и овога професора. Испостави се дека у иста учителка не учила, само не бија 4 години пред мене. Сега Загреб. многу битан момент у твој живот е идеш у Загреб. Да. Кажа, веќе почнаја да кажу, нели? Загреб во тоа време бија убав град, модерен. Како се деси да отидеш у Загреб? Значи, од увек со ние прича било, Београд е убав, увек сакаш да искочиш, Скопје е убаво, ама сега јас сам била првенка у генерација да се разбереме. Значи, морала сам да направам нешто никој што не го направи. Тој време немаше политички науки, Куманово. Добро, сигурно сам била дека медицину не би студирала, општествени науки сум им повише иште. Политички науки ќе студирам и тој звучеше. Ја што да сум запишала, ќе сум завршила, ама беше да се студира Загреб, не толку да се студира факултет, колку Загреб. Значи бемо четворица. Гордана исто на брашњари доле на Нагорички со как дедо е бија, мајка му беше хрватица, одадена за Кумановца. Она остана одаде се у Слунј живеше, мислам може сега да е у Загреб, не сам го видела се с године. Значи ми две девојке и тројца моме што го покажа Арсовски, што е он уште српски зет бидна постана у Србију, и Фриц и Трлин. Ми значи петорка. Драган Трлин. Драган ли се викаше, Драган Трлин. Леле, ја како Трњак го знам и име, да, и име му забрави да ти кажу, и Фриц, да му тепеш како моме више Зоки Фриц. Така. Плав такој. Да, плав. И ми отидеме у Загреб, а они на војну академија се запише. Они исто да студира Загреб, а не да студира војну академија. И доаѓа сум каде мене у студентски дом. Пошто таму војната дисциплина не смееш каде ќе искочи
мора активиран и тој се со униформе, вајде како ги пуштам, куде ќе се уклопив, дојдев куде мене, на Саву беше ја така, дојдев куде мене. И 300 догодовки, после Фрици Трњак се вратише, а моме остана. Кажи ми, кога се Загреб, како ти изгледаше као град? Значи, Загреб како град, тој сакам да не забравам да спомнам. Значи, Црни, ти ga сигурно знаеш, пошто по спорт е рукометаж, он беше другар на брата ми. И Црни има жену загребчанка, која и студираше таму у Загреб. И малку преко njega добивала сам и свите информации неопходни за Загреб. Тако и да јас сум била радничко дете, татко ми има веќе улегнал у пензију, плата минимална пензија. Целу пензију да ми го ја даја, куде сам могла да студирам, има шанса. Али многу подршка ми ја даја Црни, да ја захвално со овој прилику. Он ми све како што ми кажа човек, тако е една. Невси Секире има студентска задруга. Ти знаеш, вика, дактилографија, знаеш како се тражи в дактилографија таму? Тој беше време дактилографија како сега програмери, што да кажеш. Така е, да. Не е имало ни компјутери, ни ништо. Ти, вика, ќе заработуеш и ќе печалиш и ќе се жица вси од тебе се за паре. Немај гале, само појди. Само да појди, вика, ќе се снајдеш. Како ми кажа дечкото пред мене. Сеќам се, една тезга беше, значи, у Крижевци, спајасва се најголеми фирми у Хрватско. Монтинг, инженер, и да не ги брои сега, браќа Каворич кој тамо, и требаше семинар имаства како да ги фузира. И тражества се 5 дактилографа у дом. И тога само ја и još еден бемо, што чекамо? Чекаш на ред на берзо. Да. И ја приваѓам, ама услове да имаш машину свој. Како машината е цело богатство. Како на почеток што беше компјутер да купиш, тој време машину која има. Јас сам знала да куцам у радио Куманово и наш вестник таму. И тако и научи се 2 прца од полицајаца, ама знам. И ми вика човек, викам јас знам да куцам, ама нема машина. И ја, господично, па купите машину, ви ќе те исплатите и види која е то лова, кој, као сега да ти кажам 10.000 евра да ти дадат. Така платено беше. Да. И на крај, што да правам, како да најдам машина? Изборам ја. Леле, каква работа ми се нуди, да збогом сиромаштиот, како да најдам машина? Солидарност студентска. И некој ми каже, вика, знаеш што, има машину, вика, еден дечко што студира за попа у Хрватско. Па викам, може студира он за попа, ама ја не го знам како ќе ми даде машину, бре, тоа е богатство цело. Кој ти дава денес компјутер, лаптоп да ти даде? Секој ти даде може, ама на почеток кога се биле скупи, вика, потражи, вика, он нели учи за попа, вика, он е божи човек, вика, ќе ти даде. Ја отиду, дечко, не му го знам ни име. Без збор ми го даде машину и ја отиду. Врату прво дугови, купу машину, Олимпија, латиница. И купу на ручу кондуре, на Илицу, постулар да ми ги прави загребачки. Као и кондуре од Трстој за мртваци. Вода заврне, они прокисне. Хрватски обртник да те направи кондуру, носила сам ги до работа. Хрватски има чуено Борово за се пеле било добро. Борово тој време. И тој време, не приватен, приватник. И тој беше колку 3 пара да купиш на друго место, ама мислам дека Чики имаја фабрику у тоа време у Не, знала би да има, не. А за Чик ќе ви кажу, тој ќе дојдемо до амерички, ама да не забраву. Добро. У амерички период кога беше у Ева Америка. стика. Ето кој сам отишла у Загреб. За да ме запамти Загреб и дефинитивно ми успело. Сви кога ќе се срете смо генерација од Загреб, сви ќе речев на кога се стичев од упис, Македонку памте сви. И една Мраовиќ имаше го се сплаву косо и њун го памте сви мене. Овој од Загреб веќе кога сам дошла, израснала коса, веќе од Загреб да ваѓа. Да га спомну Канчета. Мојага комшиска газета, он фотографија уметничко се бавеше. Ја отиду, пошто немам пари, треба се сликам за личну карту. Ама Канче ќе ме слика без паре, а Канче си направи уметнички фотографија и без да знам, ишла од овие фотографија на уметнички, на изложбе моја фотографија. И дефинитивно сматрам ги за најубави мои фотографии. Да. Да га спомну Камчета, не знам што работи сега, и Микита, неговога баџанака, на мои комшике, на жанета муж. Почина Мики, леле колку ми е било тешко кога чу. Бре, викам, све мислиш ке живиш 2 века, ќе се видиш е човека, толку сам сакала да се... Дека има готви шишир. Да. Кад доаѓава една генерација у Загреб, и јави ми се таму некоја другарка, и беше мој професор по француски, Фантом. И кад ме видеа, Фантом такав беше. Одно по француски.
Гледам го шета, он е живи доста е. динамичен, жив и здрав. Он така беше. Опасен. Овој са веќе работу ја мислам у телевизија, да. Овој е од студентски дом Сава. Да се. Еве Загреб. Еве убаво, како да. изгледа населје студентско најголемо, Сава центар. Овој су македонци. И тој да спомнам. Меѓу основачи сам на македонску заедница у Хрватска. Значи ја беше секретар вајда. Председател беше Новога Вангела Божиновска, брат на Ѓорѓи. Овој Бубевски беше он беше заменик председател. Сега престижен инженер беше во Австралија, па во Англија, а овој Бранко Барни, овој од Берово, овој од Пекчево, Барни бидна директор на пошту у Хрватско, у Загреб. А живи у Самобор. И доаѓа по повод тој основање на, нели, у Самобор е искочила на Кочерацин стихозбирка. Хрватско-македонско пријателство. Не, да, во тој повод да не сликав. И требаше да збори како подпредседател Војо, ама Војо тремаджија. И што ги прави морам ја. А беше Васил Туциновски, колега мој после. И од прва, и он века, ти си само за куде нас. И како ја кажата кој ме урекна. Ево дека и... Еве сме исто тие. Ово е Панче од Свети Николац. Панче беше кадровик на СДСМ на време, у ЦК работеше, беше увек у политику мешан, он повише. Тоа е моја најдобра другарка од факултет, Мирјана Касаповиќ. Она беше остана професор на политички науки у Загреб. Иначе босанка по потекло. Тепа сме се професори. Имаше с нима контакт? Имаше. Сега малку со ни одамна не сам го чула, иначе она ми е била другарка и другар ми е бие најдобар Горан Радман, директор на Хрватска телевизија. Радман Горан. Тој сме биле друштво од Ово е соба студентски. Тачно, куде Њума, куде Миријано, другар. Иначе е била куде мене. У прв пат у Македонија дојде, кога ќе легнеше, она не можеш се начуди, можеш да мислиш у Босну родена. У Босну тамо планина, а овдека у двор кај сие. Јао и Марелице, Подруговиќе, вика сме се Подруговиќе, Марелице, ја смием, ма земи бре обери тело кај си, ми не ги обраќамо ни пажња. Овој сме куде Њума на викендицу, тамо с Зинета њојна другарка школска, еве го Миријана па, у планине, што пеесме, у планине, у Босанске планине, куде Њума на гости сам била, од Вареш беше она, али остана у Загреб. Европска интелектуалка, значи, и туја сме, па њојно друштво, њојно гимназиско друштво и ја на гостинка па ме шетам, нели? Загреб, овој ми е најдобра па другарка од Загреб уопште. Јелена Лешаја Ѓурковиќ, на њума сам му посветила и моју книгу прву. Значи, она е родена, потекло е Корчуланка, татко беше професор на економски факултет, она заврши економија, близнак братво, па после како пукна рат отидева за Америку, па се изгубимо, па се најдемо, а иначе еве, овдека сам го била и на свадбу. Одаде се Загребчанка родена, ама одаде се у Славонско Пожево. Па мораше да иде у Славонско Пожево, не радо, ама и вратига па мужа у у Загреб, он е стоматолог. Овдека сме у Славонско Пожево да го беше, ја немаше деца, она има веќе 2 деца и чекамо нову годину. Ова е жена, подузетник, хрватска, с некои шрафови работеше, машин бравар, не знам, со жена, тој време, пази. Ова е... И овде се наваѓамо веќе, после толку године, браќаме една слика од Америку, каде било о Америку, пошто братот беше професор во Америку и копук на врат и он избегала с мајка во овдека. Свекрва ствари, свекрва не е мајка, ова е свекрва на Дамира мајка, овој жена не го знам, некоја тамо од Америку. И прва сам на кој саопшти дека одлучиле с мужево да се врати во Хрватско, али у Корчул живе и имамо интензивни контакти. Значи да резимираме, Загреб ти остана во осеќање. Како и Загреб ме изградија. Кад се запосли у телевизију, сеќам се, Љупчо Константинов, композитор, приваѓа ми у бифе, у стару телевизију, Нерези. Една телевизија беше сега, немаше како сега. Да, тоа е стара која што е челма тамо, да. И приваѓа ми Љупчо Константинов, вика, ти бредејче, од каде си? За да фркава се малце збори. И ја викам, туи Кумановка, не си ти Кумановка, вика. Од куде да доаѓаш? Демек на македонски ја да збору сега. Викам, па добро, у Загреб сам студент. Па да осеќам ја загребачка култура, бре, нема тој двоиш одма. Љупчо, живе јоште. А од Загреб се враќаш и изградија ме Загреб. нов битен момент у твој живот е МТВ.
Да, врати се у Куманово ствари дојде и тражи работа. И морам да одаду признање Радко Дамјановски, каже Бељко Пешич, викнаваме луѓе. Викнаваме. Мора да го покажеме. Да, ќе го покажеме. Викнаваме луѓе каква ти е намера, куде сакаш да работиш, што е право такво е време било поштовање, било е едноумие, али мало е некои вредности. И ја викам сек да кажу што мислу, да не ги навреду, како и викам бе знаете, јас сам не сакам сега Куманово, ама искочила сам од Загреб. И ја би сакала работа у Скопје. Добро, одмага тој Велико прифати, нема проблем да видиме ми кога имамо нашега Кумановца у Куманово. Мој комшија Стојковски Чедо, на Лалета брат, Да. директор на радио. И Радко, и не знам кој беше, идемо у Скопје да го тражимо Чедо. Не како по комшиску линија, него по партиску линија. Идемо у радио, ама Чедо отишел у Малезију тога, нема га Чедо. И ми чекамо пред врата. Чекамо, а ја не ги знам, 5 години сам била у Загреб, не ги знам луѓе, ни телевизија сам гледала македонску. И проваѓа некој човек, а Радко работаја овој. И проваѓа некој човек, овој се познаje, што туја, вика, бе, овој наше девојче, чекамо га Чедо, ама не, туја, што да бе, па вика, работа тражи. Каку работа, вика? Што е, бе у Загреб завршува да? Какво радио бе, вика, овој девојче само за телевизија, ајде, вика, смене. А ја не го знам кој човек, он Љупчо Кирков уредник беше на Стопанско така. И вика ми, еде му се глас. И човек право кажа, вика, ја не сум те што прима и што пушта. Јас сам уредник, ама ја ќе те однесу куде човека Диме Циго, ако го знаеш од македонска телевизија, Диме Циго, и он беше по спорт, пушке, колекционер тие работе. И куде Димета Циго ме однесе, и Диме Циго улегне, ама таков беше неформален. Прво ја очекуваше некој штоглен уредник од делото и све, а друга шема. Диме не ни седна да ме испоштуе овој. Него одстојање, а брзо збореше и кажа нешто и отиде си. Требаше време да приде ја да isпроцесирам што ми е кажаја. Да ме кажаја ми е телевизија нема конкурс, ама телевизија има конкурс. Улегни, почни да те пробамо. Ти ќе си видиш за 2 месеца ако те бива и ми ќе видиме ако те бива, ако не тражи си чаре. За 2 месеца ако не те примимо, така беше, немаше политички науки у Македонија, немаше што е факултет. После се отвори. И ја не иду. Не ми остави озбиен утисак, право да ти кажу, Диме. Не га познаваше. Ај бе, вика, ја така тој време обеќава со ми, стан ке ми даде во Комунист, да работи у Комунист, новинар, и стан, пошто ми беше битно, кој ќе путуе да ми даде стан. У Комунист и дипломатија. Имаше шанс да иду у дипломатија. Беше на преговори чек за дипломатија, ама кое е место? Нема место. Тој време се идеше прво у СИП, служба иностранних послови, идеш 2 години да го учиш занат у Београд, па тек после те распоредува. Не е као секој одма иде. Одма дипломат. И ја веќе беше, право да ви кажам, малце уморна, пошто јас сам за да студирам, јас сам работала. Тоа е што имаше и други студенти што вика све некој мој пријател. Пуно има студенти што работив, ама ти си едини добар студент. Што испит не сам поднала, не година. И кога дојде још 2 години да учу не беше момент и некако не икеше, а прашуј га татка ми беше жив. Татко, што мислиш сега, еве, работа ми се нуди у телевизију, има можност у дипломатију и вамо. Значи, татко ми беше посебен човек. Беше полуписмен, може да кажу, човек, меѓутоа беше роден филозоф. И беше прекрасен карактер за мене. Ја и он се разбира сме. Малко разбирање, повише може да браќа ми не су толку мале се с njega, повише с мајко ми он или а ја и татко ми. Тако иде по дефиниција, а еди по комплекс да не кажу, нема везе, ама едноставно тај сензибилитет смо биле. Ја, например, виду татка ми у тај наш прекрасен двор што сме имале 100 трендафила само, 100 вида на трендафила, може да мислиш кој двор е бе. А другот свеќе да не збору. И татко ми чучнаја тамо и ја пазу, замислија се да не га уплашу. Полека иду, да не га, нели, сыпну. И што правиш бе татко? И он ми вика, ете гледам, вика, како расне лупче и кромитче. Поезија човече, филозофија. Не може да трпу вик, ке кажеш и ќе отиде он у негов шупликамен, тамо викендици има со браќа и он медитира. Беше посебен човек, муабету njega беше еден лав, една лира што вика Кумановци. Он ме иницираја, ја да ја покажу кластери сам требала да донесе овој, да ви покажу све што имам од најран период, објавувани. Од кое сам ја знала, татко ми.
ти на тато писател. Просто визија има. Ти ќе бидеш на тато писател, треба ќе ти купи тато тетрадку, па све ќе ги лепиш и пишуеш датум каде е било импресија. Мене ран период ми е следен повише, јас сега немам у Германија ми искочила поезија, немам го списание, не мару. Не знам што, а тој време и сега, а татко ми викаше стално. Ја сум сиромат човек, колку можу, на никога нема волју да скрши важно. Кој што сака, тој нека учи. Стар брат ми идеше да се запише у Ниш, знам, па после у Прилеп. На никога волју не кршут. Да не биде јутре, јас сам ви греше. Кој што сака, а ја колку може. И ја каде појду за Загреб, он викаше, Керко, ти викаш Загреб. Ти знаеш, тамо скупо, ја не сам бијал у Загреб. Ти била ли си? Не си, ти прошла си на матуру, на екскурзија. Што мислиш там да живиш? Како? Ја татко не се секира, све сам научила, ја тамо ќе работу. Знам, одговорност си го прифаќам. Добро вика синко да не се залепиш, да не се изгориш. И кога дипломирам сега викам, сакам да го правам, никад не ја кажаја. Овој, а мајка ми на пример, умре да биду ја фармацевт. Ако не фармацевт, барем професорка. А на крај пак заврши политички науки, градоначалник на Куманова. Тој да се вратиш. Не ради мене, тој њум би го одговарал, а татко ми не е бија такав например. И татко ми кричеше, не синко, кажаја сум ти, што сакаш си учила, што сакаш работи. Ама добро татко, ипак ми сакала да знам што е ти тебе на желју, еве. Бар си помислија нека тоа. Не ке што да каже, ама каже, еве ги 3 работи се. Може ја пак е направо, ти ме знаеш, јас сум како тебе, своја глава. Ја пак изберу ја што сакам. Ама да знам ти што викаш, па да речу бар сгрешила сам ја. Одваѓа на тера и он вика, па мислу дека ти е дипломатија најдобра. Тако ли татко добро? Ај с мене коце у Скопје. Ја му направил чест на татка, с мене дојде ја знаеше дека нема да го прифату работу, али с татка отиду ја на разговор, на интервју. И тој е толку му е кеф било, и кад се вратимо, ќе стаеше руку на глава и ја рече, коце, што си доживеа, министер кафе. Еве да покажемо слике. Еди јас за главу у телевизију. Тој е Нерези, пред Нерези, путуеше. Тој време јоште путуеше Куманово, Скопје, пошто немаше стан, док се снајду, нели, овој се баш сами почетци на... И тој ги имам аргира, како постарога другар, да не го забравимо. Покажамо го на почеток. Покажамо ли го? Да. А тој сакам да кажам дека е прво снимање, меѓу први снимање у Куманово, се Митета од архив директора. Мите Масевски. Покојни, да. И покојни, почина? Да, под корону почина пред месец дена. Не, еве сега разбирам, ма баш мислеше да му кажу дека ќе го спомнам. О, Боже, драги. Па он не дојде ни вамо ни на промоција. Еве и се снега да го спомну корени исто. Од прв број имам мој меѓу први луѓе на кои се обратив. Големо перо на Куманово, Да, тоа е. да. Овдека да не е Браниш Димовски, Димич. Не. Ово е Аргиров, дека ово е Локвенец, ово е колега Манев, ово и како се викаше сега име ми, не може сви да се сетат. Не е Диме. Чашуле, или овој ми е интервју снимам за Млад Борац. Тој сакам да кажу, Млад Борац ми е направија поголемо име него телевизија, може да кажа. Кој се работале Млад Борец? У Млад Борец. Од Млад Борец сега беше Шолјаковски, што го спомна тетка негова книгиња на промоцију у Монпелје. Шолјаковски, Владо, работеше овој усител, после беше, тој е мој кадар, од тама го ја запознам. Се српско презиме, Латас. Латас е прво снимање каде мене маја у македонска телевизија. Пошто мене таму ми беше тезга, значи пишуеше сталан книжеван критичар им беше, пошто и на телевизија имаше нова книга Данило Коцевски го уредуеше, па после тој мене ме ставива и беше експонирана и пишуеше у Млад Борец и знам дека Чашуле баш ми кажа, значи одлични се ти рецензија, овој смо чеко Млад Борец снимане, иначе и дома сам иштал каде јаме. Па мисли дека покојни Младенов е бие Млад Борец, Никола Младенов. Да, ама njega многу не сам, пошто јас сам била летече, у телевизија сам била повише. Се с Младеновага ја имам искуство радио кад го он формира. Јас сам не куде njega, ама куде новинарко негову викаваме да го стои за овој прво невладин сектор.
пошто сам меѓу пионери на невладин сектор. Еве слика. А оваа фотографија се ќе ви кажу колку збори. Овој фотографија го е направија Плавевски. Доктор Плавевски, што пишува и писател и све, и требала е да искочи на насловна страна на екран тој време. Али тој време Оријана Фалачи уште не беше да се сликаше по главни и како една телевизија. Ти на насловну страница, тој глумци само, новинарка, па на насловну страна декрет. И кад се запосли после едно време 6 месеца работа у вечер, изнесе ми го колега останала у архивот да деваме го фотографија. Да не биде фира. Овој сам на промоција на моју книгу. Затрпаваме се свеќе пријатели, мислеше Бог да чува да мораше да се штипно да не сам умрела с толико цвеќе. Тој ми е едина фотка. Ова е ново интервју ваше. Да, ово е за вечер интервју с нашега македонца у Австралију. Има издавачко куќу писател Джим Томев. Добро ме држи меморија, сви ги погоди коме. Да. Понекад блокада се случи, не дека не ги знам. Овој сме штафета. Македонска телевизија штафета. 25 мај. 25 мај. Не може да се сетам куде сме све застанувале, ама знам дека ми е било у главу. Трчеше, а овдека еве го Дексанка Максимовиќ, ова е легендарна фотографија. Има ги, ово е Кумановец, доктор Джамаларов, после се кажуваше, он измисли га, иначе е доктор и писател. Тој е човек што е преведуваја на 10 езици. Пази, не од, него на 10 езици. Чудесие, Тодор Чаловски покоен. Ово е југословенска, ово е Комненич, мислам. И други писатели, Струшки вечери на поезија, ја едно време како у телевизија пратеше како ресор. Ово е некој Да, ово е ресторан. Струшки вечери на поезија, ово е у Хотел Дрим на времето. Да. Ово е интернационално друштво, ја се јапански нес. Ово е исто на Струго. Овдека нешто гоца замислена. Да, исто на Струго. Некој интервју сум спремала Да. сигурно. И после видиш извадијате таму фотограф. Ово е исто интервју, емисију сам правила шпански лауреат на Струго и шпански поет, председател на Пен центар на Шпанију. Овој за Нову Македонiju, интервју после го земава дел објавива ga од емисију. Тој сме се с фотографија. наша книга. Ово е Штрковски, директор. Ово е Таковски, новинар на вечер. Ово е Ивица Челиковиќ, у Шведско живи, колега мој. Еве га Тодор Чаловски покој, Филиповски, познат илустратор. Овој су све, еве, телевизија и активности, овој смо снимани, овој човек е наш македонец. Турчин, што е роден у Македонија и у Анкару живи, оперски певач. Када отидемо с детску радост, ја у радио работеше веќе така, како новинар, бардаче тамо, нели, си поесме воду, правесме некои чуда муки, и он не најде човек и дојде, такво угоѓење направија, и после толку години беше аташе за културу у турску амбасаду. Не стигна да се виду с човека, баш ми е жал. Тоа е тага, еве га академик Гане Тодоровски. Чувени, мој драг пријател, и мислам дека му беви милjenичка и многу ми има помогнато во живот. На него му е кажав приказната да заврту Кумановски, што викаше да го запише. Овој сам на Гордиев чвор. Јас Гордица на Гордиев чвор. Тоа е тој путување. Туј сам се Сантета, Анте Поповски, легенде македонски. Да. Еве га Анте. И екипе. Еве, водила се многу манифестација. Многу, и овој сам избор на ово е вечер, музичко-поетска вечер на полско-македонски, Сдружение на пољаци. Председателка е моја бивша колешка, уредник на музику беше, а мужу беше режисер каде нас почина, Шауре. Чуле сте ги сигурно. Он се свите глумци, цела архива радиодраме со негови. Сви глумци со негови, он вика поезију само Гордица може да интерпретира. И овој сам стално, една фотка иначе стално. Ово е една од ретки фотографии, покојни камерман, баш колега од телевизија Зоки. Јас сум уредник на Собраниски канал овој период. Ретка, немам многу фотографија од телевизија, повише имам од поран период. Сега би покажала, исто сам избор направила, тоа иначе нема крај. Нема крај. Сега, мора да те прашам нешто. Еве, вестници, наш вестник Куманово е.
Да, Прашиме ти, ама еве успод да Овој ги... ќе го покажу и да го прокоментирамо. Овдека ми попа личиш на српску глумицу Горицу Поповиќ. Разни имиджи менјам, еве, сви фризури и сви боја сум ги пробала. Оригинал слика. Ја нju го гледам, а тебе исто. Ја лично не се бендисував дека сум доста и позамашна. Да, Тоа е ali ете искочено. лик кажува. А што Да е кажем, повод? овој- А што е повод? Да, еве. Бесконечноста на зборот Гордица Величковска. Значи, ја го унасам македонски збор у француски и у германски език, пазите. Не е сиромашен наш език. Голема работа. Тоа е голема работа. Сматрам го за голему работу и тој имам одбрането ми е на меѓународен симпозиум. Имам учествувано с реферат, а иначе се десило у Франција. Не сме дошле уште до Франција. Ово е телевизиски период. Не сме још дошле до период Франција, Германија. Ништо, тие се Е, сега, празни. Тие да, може да ги да почнеме, овој наш Ово е наш вестник, вестник е. Кад си дошло наш вестник, Не, овој не е наш вестник, него вечер. Ово е вечер, Вечер, веќе телевизија. Чекај, ќе почнеме од поране. Еве, ово е наш вестник. ево. Ово е Кад си помлади дошло дана. наш вестник, кој е бие тега директор? Джимревски, леле, че га забравеше, а Киро имам Джимревски. списоци, леле, прекрасен Лего, човек. легенда. Прекрасен човек, значи јас се феќам Вигнаме и Вигнаме за да ми каже дека с мојега татка су биле суборци. А Он е татко на Милјата и на Момета. Милјата и на Момета, така е. Али толку кротак човек, толку, мислу, господин човек. Од нашу фело новинарско пачка на пачка татко, Тако е, да. господин меѓу новинари е бија и Джимрев, може да кажу. А, И Джимре- Илија Тоневски у телевизију. Дедо на бившега председника. Драги Аргировски исто работа, Работале се многу, ама господа збор. Значи држање, каде кој се е чекало ред, каде што викаш еден познат светски новинар, не е бидно да се пофалиш с кога си направија, него да чекав на ред да кој тебе да дојде. И јас го доживеав тоа во својата Киро професија. Джимрески бие многу објактивен и у спорт исто. Прекрасен, прекрасен. Да. Ово е исто. Порано, значи, јас сум пишувала, ама и за мене. Едновремено е тој процес, тек е и још убек е такој. Е, сега те прашам, колку ти е помогнаа наш вестник у твој дали разум? Па све ме, све. Каде Колеги, наш кои су биле те, кои су ти највише... О, све ги тој да не ги забраву. Манде беше за музику и думац. Чичо Витко беше за технику. Ќе кажеше, ајде улазите у чумес. Малицко беше студио. Митко, да не го вика Кратовац. Митко. Витко. А, Витко, не е Чичко Митко, Вите, добро. Чичко Вите. Беше прва, спомна го, албанка, беше од колеги Пеце и Томе. Тако е. Беше Осман или се викаше исто албанац, имаше еден. Значи, сви сме биле еден колектив, тој су биле толку толерантни. Имаше еден Скендер. Скендер, па овие фотографија. Шабани еве, фотографија, Скендер да. фотографија, тај с театар. Еве да го прекрасен. покажеме. Скендер е човек, тој е оригинална позивницата го ишло за беседа Фенска лаба. Тај фотографија од Скендера што го покажам. Скендер беше прекрасен некако човек. Значи Манде, жена му Наде, директор беше после на На библиотека. библиотеку. Ово е Мандо. Мандо. Тако е. Е, Нада Ивановска, да. Нада Ивановска. Еве, чекај уште гимназиски период. Еве, овој веќе матуранка, прашувавме кодека како. Даваш овдека изјаву. Да, веројатно. Еве овдека за вечер како ми сме снимаја татко му на пачка. За вечер он беше дописник од Куманово на вечер. Ајде идемо малце хронолошки. Чест ми е било Трајко Пачков, стар новинар, ја која сам била тука средношколка. Тоја. У панталоне од Да баби. спомнимо Трајко Пачко вика бие многу човек с хуморист. Па добро, ја не сум, оне ипак бија за мене, Многу е знаеш, јас сум била посебно, да, дете. али И кажува е за мене вицови, шале, Ово е да. било за мене доживљај он да прави интервју с мене, Да. што се вика. Ипак имале смо респект. Еве само дека избор на мис на Македонија. Значи ти си бил гоцо и кандидат за мис на Македонија. Да. И на крај си минала друга пратија. Прва. Прва пратија, да. Еве овдека, добро, ово е веќе телевизиски период. Ово е веќе телевизиски период, можеш и ти да го покажеш. Луѓе во фокусот денес. Да, луѓе во фокусот. Една телевизија е била, тој не е Да, имало не е имало године, сега, да. па да се прими човек не зигли, ни уши.
али прва оценка се сеќам, Диме кажа 2 месеца ќе те видиме, а и тој не го докажа причу. Ја не иду не иду у телевизија. Очекуju стан и вамо у комунист. Гледам нешто изјавави се работа, дипломатију нејќу, што право сега мора да се запослуju. И викам да виду овие, а сви ми вика, и телевизија која мајка дете изгубила тама ќе га не и некако тој не ми правеше кеф. И башка не кеше телевизија, ја радио повише се насекала. И у радио отиде за да работи. Ако што викаше стално Бог да го прости Љупчо Кирков, како им ја украдовме на радио Гоце. И викам да виду сега и овие што лжев. Сви викам дека лжев и ја не им верую. Да виду викам што ќе биде и ја отиду таму и Диме Цига. Ти му реко де си? Луѓе чекам на ред, викам дека да улимне ба ти, викам или ке те чекам, вика од кај требаше да бидеш? Се види тие проба да направимо. И прва проба е било, не е петка, не е десетка, Филаделфија, демек. Ете исто како човекот. Ево Јован Павловски писател. Еве овој сам у Куманово, дојде на вече од Скопје, промоцију на книгу мој го право тој у Куманово. И на промоцију беа Владо Светиев, беше гостин. Диме Шипе, на Ферид Мухич, жена му Низамова. Сакам да га спомну Зокита Енглеза, он ми го прави корицу на книгу, ама он нешто в Словенија беше не мога да дојде, иначе ми беше замисла да биде мултимедијално да има негова изложба, пошто одлично корицу направи. Да, Зоки он е професор сега на... У пензију легна, на Ликовну академија, да. На Ликовну академија. Еви овој. Од прилика да завршуваме се скумановски период, значи учителку Веру Лилу го спомна, Радо и Дивно покојни сигурно су, сакам да ги спомну како поддршка у пишување. Они први ме прогласива, имаше литературна некоја секција, поетка, поетот да каже, и значи од комшије, сакам да кажу, да спомну на бебу Злва, Снежана, у Скопје живи, она е била жена с 2 магистерија. Ама не од тие што се фали како мене и Штета и Звонко и Беба починава сега брзо. Звонко и Беба починава, а она е жива, Жана. Жана живи и одмah карши градску државна болница од тие стари виле, не? И ја кад студираше, она е постар од мене 10 години, али значи била интелектуалка едина туј мало, на кој сам се ја огледувала. Кад сам ја била дете, она била студент, па ја слушам тие причи, интересно ми. Ја студирам, а она веќе работи. Работеше у ЦК тага. И сеќам се, замоли ме еден пат, кидеш за Загреб, викам да те замолу, а она веќе магистрирала на еден смер у Загреб и сега на друг смер се запишуе, па да прашам ја ако може да го ги признае. Во Загреб признава се од еден факултет на друг, ако се исти испити признаевте ги, да го ги признае. И ја отиду у Загреб и тај ме у студентски прашања направи недодагаво. Кај ви причате господична, пак 10 видело да некој има 2 магистерија? Направи ме будало и стара. Викам, жал не ти заврши работа. Сакам да кажу, исто ми е била поддршка. Снежана Спирковска се вика, од Шеткови. Бабо Циму го спомнамо, синичарку. Баба Ленка на Шајчета, првоборца Ангел Шајче, градинка што е она ни беше комшика горе. И тоа е таа институција, што сакам да кажу, кад се збирале жене пред, пошто ја многу маличка и увек некако да њума и слушам ги, толку кротка жена беше, толку мила, цел живот завиткана во црно по синот беше. И знам ќе дојде сва, деца, ученици од забавиште, на ден каде на Ангел Шајче умреа, да му направи почит. Али никад жена не е ни да оптовари се стојно ни болго се с кој е живела. Значи, херој, мајка е родила хероја не случајно и она е била мајка херој. Страхота. Значи, од наставнице спомнагу Драгицу и еве ќе забравам да га спомну мојега омиленога професора Евстратин Костадиновски почина пред некое време, пред брзо време и мислам дека и ќерка му е професорка. Значи Евстратин е бија најбољи педагог за мене. Абе ја мислам дека не имаја дете како ме успевал да не ги дели деца. И мало не е и онакви и овакви. Значи он е се степува емпатија на свако дете гледае. Ја верувам да се правило проценка на знање. Српски ни предаваше, али да се правило проценка на знање дека негов предмет е најдобро учен, зашто сви се осеќале дека се поддржани.
Он не тражи што не знаеме, него што знае дете, тој е педагог. Што знаеш па да те натера да учиш. Исто од гимназију, како педагога, Сречка сакам да го истакнам. Речко. Сречко за мене бие педагог невиден. Значи, чуемо, у друг клас имале, испитувае и ми однас и, знаеш, пуфка. А он улегне Сречката кој беше малце. Голем човек беше, улегне, осети го, аха, што вика народ? Аха, не е расположен народ за прашување, нема проблем. Друг час. Што ги е коштало и други професори да бидат такви? Ке га прашам нешто, ја па многу се занимаше за тие предмети. Професорот да прашам, ја стално прашај, ама ако знам ке ти кажам. Значи, тоа е доблест. А не да се правиш ти управо си, све знаеш, а уствари прашај, ама не верам, и ја гледам чуди се што ми збори. Тоа е поштовање на ученика. Не е професор и ученик и учител ако не учи од ученик. И што сега село знање смо го собрале. После толку години, овој сакам да кажам едну анегдоту за мајку ми. Кад путуеше ја у телевизију и треба да се спремам за емисија. Ја тако сам учена Загреб, ми е школоваја. И јас соберу книги, све различни теми, не сум имала јоште област. Соберу книги, а сабајле треба да иду на емисија да путуju, книги и цел ноќ читам. И мајка ми улегне и вика: Керко, ти изгледа не си доучила бе. Денеска ја јоште доучуju, никако да научу све. И има една друга анегдота многу интересна, спомнага Лале, директор и Краљо, карши нас бела, куќа карши куќу. Тој време се на работа ишло у 6 фабрике, у 7 администрација. И ја не сум имала појма, не сум работала. Доваѓам туја, у телевизија да после мене ми викав: знаеш што, пред 8:30 не смееш да дојдеш. А после, гледај да не е после 8:30, депек нова си јоште. И ја се рачунам, ако појду у 7 да ga фату автобус, пред 8 сум у Скопје, пак ќе биду, ама нека биду па порано. И прва ја, а мајка ми гледа Краљо упалија кола у 6, директор отиша, ја у Куманово јоште 7. Мори Керко, вај твоја работа сум нива. Краљо бре директор ја отиде на работа и бува ти, у Скопје не си пошла јоште, вај твоја работа сумњива работа. Колку да сум била ја озбилна, значи никад не сум имале проблеми, одлична ученичка. Испит не сум паднала. Ама тие работе прв пат ги доживуе сами. Ја не сум знала како иде и они не се знаеле. Скоро 2 сата збориме Да, готово. леле. Мислам дека ќе имамо пуно работа, еве. А француски период не не спомнамо и германски, дај да протрчимо на брзину. Еве сега малку и за период Француска и Германија. Француски Има период. некои Еве го книга, сакам да го покажемо заради да не работи од тој период. Јас сум стипендист на француско владо. Како, значи заврши како најдобар студент на генерација, прва генерација беше на компаративна книжевност. Ќулавкова ми е ментор, академик. Двојца ми беа у комисију и академик Владо Урошевиќ у комисију на одбрана ми беа. Значи беше најдобар студент с највисок просек и по тој основу доби стипендију на УКИМ. По исклучок има таква стипендија, значи ако се појави студент. И после тој година доби стипендију на француско владо и доби можеше да иду на Сорбону у Париз. На неколку Сорбоне ме примива, пошто конкурира на повише места, не си сигурен или немаш искуство. Свугде ме примива, али желја ми беше у Страсбург. Зашто сакаше у Страсбург? Сакаше у Страсбург затоа што нема ги уште тие слики да ги покажемо овој, затоа што овој е за булевар, Кумановски булевар интервју, а бивши министар за културу Ѓозовски ga прави интервју, тезга му беше у булевар. Само ги покажемо овој интересантно црна врана. Немам свој примерак, све е распродадено. Се си исподала книги. Распродаде се, разграба се. Друго издање требаше што одма да се печати и преведена е книга на 10 езици. Мислу не цела, али за 150 песне, у неколку антологија е улегната. Да. Само кратко, овој се Јагода Михајловска, познат писател, беше уредник на Пулс. Не, она збори за мене и мој случај у Париз. Наслов приказни. Да, мене ме раскажува како приказно, после те успех у Франција што сам ги имала. Пошто у Франција беше стипендист на француско владо, ово е, значи, урадио сам веќе Ала Ѓозовски булевар, што ми е чест.
Значи, док беше на стипендију на француско владо, ја направи едно представување на македонску поезију у Офенбург, Германија прво. Заедно со Ема Гунц, иницијатор беше уствари Гизела Венот, професорка по француски у Германија, и Владимир Колтфишера, професор, слависта и писател познат, чек е по потекло, роден парижанец, и овој интервју германски Бадиш Цајтунг престижан прави се мене. Одличен прием беше. Колку езика зборите? Како? Не, ја француски зборувам, овој беше веќе замисливо, тој беше мода тага у Францију, па и у Германија. Тројазично го направимо. Овие луѓе што се учествувале, значи Ема е германски, Ема Гунц, ова е германка, предава француски, ја на француски зборува овие, а они и на македонски прозборе. Значи 4. Ева нова слика. Ова е многу битна фотографија. Ова е на Слушки вечери на поезија, ова е Жерар Хербериш, познат холанџанец, беше директор за културу на Советна Европа. Значи, ја го запознавам се, жена му бева на Слушки вечери, право интервју, али се многу зближимо. И заради нима, тој пријателство, јас сакаше после дуги години, требаше прво, он ме предложија да биде до тој време Југославија беше представник на Југославију у Советна Европа. Ама не е могаја некој друг на моја место диде, па после ја имаше проблема, ја појма неа. Он по службено ли мисли траеше. Ово е нина куќа, испед нину куќу. Поубава е од Алзашки музеј. Прекрасна куќа, надвор од Страсбур имав. Еве го, ово е моја другарка Мари Брасар Герг, она га прави интервју се с мене на француски, овој. Да, тоа е списание. Тој у Париз после една вечер у Офенбург. У Офенбург правиме у Фолкшуле. Тој е одма карчи бурда, чувена бурда, списание жене су моду терале, ова е Мари Брасар Герг, свугде ме носеше с нима. Овде кај на некој африканско вечер е. Ово е вечер. Пазите, ово е Полска академија на науке и уметности, што го е поклонија гроб полски некој, и он е бија спонзор на време на Пруста великога писателя. И туја имаше гардероба нас, ми беше соба каде ја пишуваја Пруст, може да замислите. Артек беше организатор. Еве има веќе Иначе, и други Министерство за култура у време Унковски беше министер, а тамо беше амбасадор мој ценет професор Луан Старова. И направила коктел после тој. Ово е у винарију веќе, Алзас позната винарија. Тоа е меѓународно друштво таму што сме училе език. Француски идеш да го досовршуваш, нели? Ово е у Париз, моја пријателка Мишел, кад беше стара пријателка, интересно е што на Монмарт 2 пат се сретемо случајно. Да, добро, покажамо. Да, ово е овај вечерта у Офенбург. Еве га Владимир Котфишера, Гизела Венот, Ема Гунц, она беше уредник на канал Сенг, ТВ Сенг, значи канал 5 на телевизију. Да видиме тој што е. Ово е коктел, амбасада направи коктел по повод. Тој сакам да кажам 2 сата е трајало. 100 луѓе ја подаруваат. Ја не може да биду паметна, па ја филм не знам каков ден не би ги изгледала да стои, да нема столче да седне. Толку се збрава македонци од цело Париз, беше добро организирано, да после тој еве го овај глумица позната француска, одушеви се од поезија македонско, сакаше македонски да учи. И сака сме после да го направиме ист проект у Македонија, подоцна ми беше у Париз да го направам негов дека. За жал. Не, ќе го направи сва други, јас само контакти требаше да ги дам, други да правив. Ти си била готова права амбасадор. Била сам, да ти кажам, тој се ви кажале. Еве го тоја глумица која кажува Македонија. Одушевена беше поготово од Петра Андреевски. Вика, ова лудница е. Ето и смо у Германија се с мој другарка, колешка, наша колешка Мари Брасар Герг, беше прво перо на ДНА, значи чувен вестник на Алзас. Алзас е по цела Македонија. А има го и една фотографија, не знам зашо го нема. У тој време га примав, тој се мој Сонја и Жерар Хербериш, мој духовен татко. Значи, погоди се кад беше ја тамо примање на Македонија у Советна Европа и по тој повод направи интервју се мене Мари. И такој би намо после овој од германски, француски покажамо га ја мислу.
Тој сме у Германија, она ме свугде водеше. Овој сам купуја за сина ми, моја пријателјка блузу Опа. Сајфелна околу, носи го се с године. Еве га мој Жерар, мој духовни татко. Викаше ми дојди у Франција, седи 2-3 месеца колку ти треба да го преведеш моју книгу и ја го препушти на другога човека. Преведуваа го наш Кумановац исто, Љубиша Стојановиќ, покојни. Бие класа на, рачунаше дека он го знае боле език од мене и Али Гоце, мора да го финишираме разговор, мислам дека кажемо пуно работа за тој живот. нема точка куде мене, многу има, Многу па цел има живот. још работа, многу слike, фала ти пуно. Али ево на крај да те прашам, Куманово ти е град на младост, Куманово ти е на некој начин дае све у живот. Дали планираш да се вратиш у Куманово да живиш? Па да ти кажам, баш размислям на деде. У пензионерски дани да ги проведеш у Куманово. Да ти кажу дека не пензионерски, него како време проваѓаш, се повише почна да ме влече. Носталгија. Носталгија, неверојатно. И баш сега имамо браќа добива станови, тоја куќа како не се сруши, а ја не га реши стамбено прашање у Скопје. Имам некој стару куќа, ама тој не е, треба да го срушиш, а треба инвестиција, за правимо нову куќа се сина и рачунам, викам, ба може ке е поевтино тој у Куманово. Још едну парцелу имамо пут што ни е вие у куќу, треба да ни се обештети и викам, ако и ќе исплату ја на браќа, демек, па ако може стан да добiju. И на сина му викам. И он вика, што се занасеш ти, вика, Куманово е поскупо, вика, 850 евра квадрат, иде Ѓорчи иде 700 евра, вика, поскупо е Куманово. Тако и Али да. Куманово е па посебен град. Да, ама треба да имаш услови. Под Кирију да иду у Куманово, не би тоа, имак. Дали би сакала на крај некога специјално па да поздравиш овој емисију? Веројатно некога ќе забраво, иако ја тоја кажа дека ќе спомну. Обавезно читаку Миланко и Мирка. Обавезно би, тој прави моја емисију, нели сега. Киро Донев, веќе го заборев, Киро Донев ме, каде објавија моју песничку на наш свет, тага идеше по сви школе, на прву страницу. Јас сам прв пат доживела што е тој слава. Абе, деца на руке ме носе, свалеле, прв пат од Куманово на насловну страну на некој да искочи песничка. Така и да, Киро Донев и ден денеска сме другари и сакала би да му се заблагодару. Значи, Патишта, еден од основачи сам, бев визитинг професор на електрофакултет за јавен наступ. Давам обуки за јавен наступ. Она Шенка Колозова, сакам уште еднаш да ја истакам, Душко Ѓорѓиевски, значи они су работале с мене, Мишо Мартинов, тој су... У МТВ работае мој покојни пријател Лазо Ѓорѓевиќ исто. Да, ама јас сакам да кажам, лично су работале људи и од своју волју дома су ме спремале. Шенка, куде њума дома деца во мали, она мене ме спрема за такмичење, јас земам прву награду. Не сум стигнала кафе да го учествувам. Живот, едноставно, не дека сам незаквална. Сакам да спомну дека ми е многу драго што моментално само што заврши едну книгу како уредник на хрватски, ќе се печати у Прагу, значи јавljam се у разни полиња се јавljam. Жал ми е не документарен филм колега заснимага почина од корону, остана ни проект на пола. И многу рукописи чекам мои рукописи да искочив, така и да свашта посебно сви кумановци и моја родна Куманово. Нема. Фала ти пуно, си жива и Христе ми здрава посебно. и ете, кажа овој работа за Куманово, па ќе се видиме, па јас се надам. Малце го одуживам, може ја се извинјавам, Добро, ама али што да има оставиш? многу богат репертуар на слики и интересна прича е твоја. Може да го поделиш на два пута да има људи време да... Цела кире комплет. Добро, Фала вие ти си знаете. пуно и Фала се на вас, да- на чест што не сте ме забравиле. И И поздрав на сви кумановци. поздрав од ресторан Ексклузив и се најбоље.